Не е правилно вака што го подели имото нашиот татко. Јас сум со жена и 4 деца, а брат ми е сам. Треба нешто да направа. И што мислите, внучко? Какви мисли му идели на постариот брат? Веројатно помислил дека за него треба да има поголем дел од имотот. Јас мислам дека да разкрил да презеде куќа. Не, јас сега мислам дека тој помислил да му земат нешто и пари. Не, внучко мој. Напротив, тој многу си го сакал својот брат. И вака помисли. А што да направа?
Јас имам повеќе усти за врање, ама и повеќе раце за работа. А брат ми е сам, потполно сам. Ако не се ожени и остане сам, па нему ќе му требаат многу пари. Доаѓа старост, доаѓа болест. Господе, што да правам? Ако му дадам нива, не, сигурен сум дека нема да сака. Да му дадам пари, не, сигурно дека ќе ме одбие. Знам што ќе направам. Ако му однесам повеќе вреќи наеднаш, брат ми ќе дознае. Подобро секоја вечер да му однесам по една vreća пченица, рж, јачмен и пченка. Да, ова го правам од срце и со голема љубов. Една вечер, аз го брат не може да спи. Аз го размислив. Мој татко, па тогаш не може да речам, не сакав да ти се спротиставувам. И понатаму мислам дека имотот не ми го подели правилно. Па јас сум сам, а брат ми е женет, има 4 деца, но иако е бака, а јас морам да смислам нешто. А што? И што мислите, внучки? Какви мисли му иделе на помладиот? Па мислам дека помислил да му даде една нива. Не, неправилно мислиш. Ти што мислиш, Изабела? Јас мислам дека тој помислил да му даде пара. Не, и ти неправилно мислиш. А ти, Мона, што мислиш? Не, вие мислите така. Но тој помислил вака. Па јас сум сам, потполно сам. Тоа значи една уста за јадење. А брат ми има многу усти за ранење. А жената, 4 деца. Па што да правам? А да му дадам пари? Не, па тоа ќе го навредим. А да му дадам нива? Не, сигурно нема да сака. Се сетив, вака ќе направам. Па без да знае, ќе му однесам vreća со пченица, рж, јачбен и пченка. Но нема да однесам повеќе vreќи наеднаш, бидејќи тој ќе дознае. Па подобро секоја вечер по една vreća. Не, нема да се поколебам, бидејќи ово го правам од срце и со голема љубов. Така, тоа траело и трае. Минувале години. И кога го стигиот Бог, видел љубовта на браќата. Видел дека браќата се упорни од добрата работа и дека навистина и искрено се сака. Една вечер ги разгледам на двајцата браќа во исто време. И еве што се случило. Се извинувам. Прости ми, и јас се извинувам. Но чекај, кој си ти? Па јас, Максим, а ти кој си? Јас Данијел. Данијел, којот брат? А ти мојот брат Максим. Добро, брате, што бараш во ова време од ноќта? Па знаеш, како да ти кажам, па не можам да заспијам, да. Аха. Па искам да се прошетам. Да се прошеташ. Но зошто со vreća на работа? Чекај, па и ти се шеташ со vreća? Не, морам да ти признам. Од приходите мои ти носам вамбарот твој. Па и јас истото го правам. Од моите приходи ти носам тебе. Брате мој Максиме. Брате мој Данијел. И така. Така, деца. На тоа место каде што се сретнале овите генерации изградиле црква. Те изградиле точно на местото каде што двајцата браќа се сретнале. Тоа место тие го нарекоа место на Вије. Кога поминувале оттука, одамно било духовна црква, зашто се ваните оттука палеле свечи и се молеле на Господ. Господ, благослови не со љубовта на браќата. И ние така да се сакаме и почитуваме. Исто така сака Господ и вие да се сакате и почитувате.